Министерството за земјоделство како раштиман оркестар, наместо да се развива, секторот стагнира. Ресорниот министер и неговиот заменик речиси да немаат соработка иако ја делат истата зграда. И двајцата велат дека соработката се одвива тешко, а тоа го чувствуваат и земјоделците врз кои паѓа сиот товар. И за да биде уште пострашно, и двајцата во исто време закажаа пресконференции на различни теми. Ресорниот министер насочен кон иднината, а заменикот кон сегашноста, односно проблемите на земјоделците. И двајцата велат дека терминот бил случаен. Јас не ни знаев дека има министерот закажано пресконференција. До кога во оваа држава ќе треба да апелираме за да се коригираат сите неправилности? Тој министер кој што има цел правен сектор треба да му каже во време на техничка влада дека не треба да го прави ова. Не треба Цветан да му каже. Ама еве, во таква ситуација живееме, во таква држава, тука сум јас во мојата позиција да апелирам на сите вакви неправди. Ова е сосема случајно. Нема никаква намера тука, затоа што ниту јас ги знам неговите активности, ниту па тој ги знае нашите во вакви секојдневни зборувам. Инаку комуникација до сега два пати имавме состанок во кој што се договоривме дека не треба да има обструкција во работа на институциите, но очигледно дека не се држат за тој договор. Што се однесува пак до откупот на тутун, министерот рече дека 97% бил откупен, а останатиот дел ќе се решил до крајот на следната недела. Заменикот пак контра министерот му порача да излезе на терен и да види дека состојбата не била за поздравување. Во моментот, значи до вчера, постигната просечна цена е 220,45 денари, што значи дека ако ги споредиме последните години е највисока откупна просечна цена. Во моментот состојбата што ја следиме барем на терен, Државниот инспекторат за земјоделство се активни. Додека министерот не ги просета сите села во Република Македонија каде што се произведува тутун, овие пресконференцијови изјави не му држат вода. Едноставно ситуацијата на терен е премногу алармантна. Јас постојано апелирам и од терен и во моите изјави, во моите апели, мито очигледно дека не сакаат таа реалност да зема здраво за готово. Има премногу тутун кој што е неоткупен. Не знам тие податоци кој му ги фингира и едноставно испаѓа смешен во јавноста кој кажува, мито ситуацијата на терен многу алармантна. И додека тутунарите се незадоволни од тоа како се проценува квалитетот на тутунот, мака мачат и земјоделците од Скопскиот регион, чии посеви беа уништени од невремето во 2018 година. Министерот рече дека било најдено решение, но како ќе се одвива постапката доправа ќе се утврдува.